Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, почитуван министар за транспорт и врски, почитуван директоре на МЕР, почитувани градоначалници на Битола, Новац и Прилеп, кои што сте денеска овде со нас. Пред точно 5 месеци, во март, на Плетвар, во општина Прилеп, бевме на увид во напредокот на кракот од магистралниот гасовод Неготино, Кавадарци, Прилеп, Битола. Како дел од националниот проект за гасификација, што е еден од врвните приоритети на владата, којот е исклучителен интерес за сите граѓани на нашата земја. Овој крак е само еден од трите предвидени со проектот за сеофатна гасификација на нашата земја. Проект за кој оваа година во буџетот се издвоени 1 милиарда и 557 милиони денари или 1,1 милиарда и 100 милиони денари повеќе во споредба со лани, 2018 година. Тогаш, заклучно со февруари, во март, значи, реализацијата на магистралниот гасовод Неготино Битола преку Кавадарци и Прилеп изнесуваше 36%. А денес, од директорот на МЕР, господинот Бајрам Реџепи, слушнавме дека заклучно со јули 2019 година се нешто повеќе од 70% од градежните и машинските работи на овој крак завршени. За само 5 месеци се завршени повеќе од 34%, што представува исклучителен прогрес и затоа изразувам моите комплименти до тимот на МЕР и до сите вработени, како изведувачите на овие значајни проекти. Изградбата која започна во февруари 2017 година треба да заврши во февруари 2020 година, со што практично се исполнува планот за реализација на овој дел од големиот проект за гасификација на Република Северна Македонија. На магистралниот гасовод Неготино Штип се изведуваат завршни работи, а на магистралата Скопје-Тетово-Гостивар се очекува да биде завршена до крајот на следната година. Гасот доаѓа се поблиску до индустријата и до граѓаните, со што се отвараат можности да влеземе во фазата за определување оператори на секундарната мрежа, кои ќе треба да го обезбедат преносот и приклучокот на гасот до домакинствата и до индустријските капацитети по конкурентни цени. Многу е важно во овој процес забрзано да работат и општините, за да градат општинската мрежа и гасот што побрзо да го донесеме до домовите компаниите. Затоа сме денес овде со дел од градоначалниците на целиот овој пелагониски наш регион. Веќе ги анализираме можностите за субвенции или ефтини кредити, за приспособување на внатрешните инсталации и опрема за пристап и избор до поевтин еколошки енергенс. Гасификацијата на земјата ќе донесе намалување на трошоците за енергија и намалени емисии на штетните гасови во воздухот. Оваа изјава има посебно значење искажена и во близината на рек Битола. Во таа насока треба да се прифати фактот дека главната мерно регулациона станица Битола е со најголем капацитет на овој крак со 28.000 кубни метри газ. Ова го нагласувам бидејќи еден дел од овој газ ќе биде наменет за транзиција која ќе дојде соодветно време на работата на рек од производство на електрична енергија од јаглен во производство во кој гасот ќе стане новиот енергенс за производството на електричната енергија. Тоа е само дел од нашиот план за намалување на загаденоста на воздухот. Дополнително, од предстојната грејна сезона, овде ја користам можноста да најавиме дека ќе овозможиме бесплатна замена во домакинствата на печките кои користат огровно дрво и фосилни горива со високо коефициентни инвентори. Битола, Скопје, Тетово, а после тоа и други градови ќе бидат оние каде што ќе почнеме со имплементација на ваквиот проект, со кој што владата и ЕСМ веќе почна во нејзината подготовка. Бидејќи ЕСМ преку рек Битола, рек Осломеј, има и како нанесено штети врз екологијата од неговото постоење од бивша Југославија до денеска, рете да врати на животната средина и да ги помогне сите домакинства во државата при применувањето на високо ефикасни инвентори и други системи на енергетска ефикасност. Трошоците за користењето на инвенторите за домакинствата се значително пониски и од другите начини на грејење, вклучувајќи го и огревното дрво, топлинскиот комфор е далеку поголем, а како дополнителна вредност е можноста за ладење и во летниот период. Но, клучно е дека на овој начин, заеднички, ќе си го заштитиме воздухот кој сите го дишеме и кој не препознава ниту партија, ниту политика, ниту било каква припадност. Освен тоа, граѓаните сега имаат поволности и да се вратат назад на системите за централно грејење,
кој е веќе со намалена цена заради повластената стапка на ДДВ кој паѓа од 18% на само 5%. Тоа брзо ќе се случи на намалување на ДДВ од 18 на 5% и на користењето на гасот за домакинствата. Со KfW банката работиме и на проектот на топловодната мрежа од рек Битола према Битола. Почитувани граѓани, остануваме отворени за сите добри решенија за граѓаните и во таа насока ќе продолжиме со остварување на овие екопријателски иницијативи. Денеска во Прилеп пуштивме еколошки автобуси за меѓуградски превоз. Крајот на септември ќе почне да се чисти згурата од топилницата во Велес. Крајот на октомври некаде или средината на октомври исто така и во Југохром. Продолжуваме со сите овие еколошки проекти, како што и јавните превози ширум државата, заради тоа што нема поважно од здравјето на граѓаните и заштитата на животната средина. Со најавата на сите овие добри вести, денеска јас се завршувам овде нашата посета заедно со министерот, раководството на МЕР и сите други, и сакам да уште еднаш ја испратам пораката. Животната средина е важна, владата ќе алоцира сериозни ресурси и веќе алоцира сериозни ресурси, затоа што здравјето на граѓаните е пред се. Благодарам. Уште еднаш добар ден на сите, почитуван председател на владата, почитуван директоре, почитувани градоначалници, почитувани присутни, почитувани представници на медиумите. Како член на владата и ресорен министер, морам да кажам дека сум многу радосен и среќен што навистина еден ваков, еден од најсложерните проекти на владата во континуитет многу одлично се остварува. Исто сакам да потенцирам дека во овие бројни увиди кои што ги спомна и премиерот, кои што ги правиме заедно со него, со другите членови на владата, посебно со директорот на МЕР, гледаме една извонредна динамика на активности кои што ни се случуваат согласно роковите кои што ги има овој проект. Спомнато беше, но јас ќе кажам. Во рамките на буџетот на Министерството за транспорт и врски се предвидени ова година 1 милиарда и 500 милиони денари. Во моментов можам да констатирам дека со илската ситуација скоро веќе некаде 900 милиони денари се реализирани. Тоа е само 400 милиони денари повеќе од ланската година, која што целата година беа некаде околу 500 милиони денари реализирани. Така да она што во неколку наврати, како ресорен министер го кажав, ќе го повторам и овде. Очекуваме дека 100% ќе биде реализиран планот на потрошени средства од страна на Министерството, односно од страна на МЕР, во делот на изградбата на гасификацијата. Придобивките кои што граѓаните, компаниите ќе ги имаат се огромни. Ние во неколку наврати, во сите настапи тоа го потенцираме. Ќе имаме намалување сериозно на трошоците во делот на семејствата, користењето на овој енерген, но исто така сакам да констатирам и следното, дека компаниите кои што работат и го користат овој енерген, апсолутно ќе ги намалат нивните трошоци и се разбира ќе бидат по-конкурентни со нивните производи. Сакам да се надоврзам и на аспектот на борбата со аерозагадувањето. Апсолутно мислам дека со користењето со завршувањето на овој проект и користењето на овој енерген, апсолутно ќе имаме сериозно подобрување во делот на животната средина и на тој начин се разбира граѓаните ќе имаат исто така една од најголемите придобивка, тоа е зачувување на животната средина. Јас во оваа прилика, премиерот спомна, меѓутоа во оваа прилика сакам уште еднаш да ги повикам градоначалниците, не само од овој регион, од овој крак од Неготино до Битола, туку и секаде за државата, најбрзо да ги сработат проектите, се со цел да од наредната година да овозможиме да веќе се отпочне секундарната гасификација и на тој начин што е можно побрзо граѓаните имаат оваа придобивка, односно добијат бенефит од овој проект кој што пак ќе кажам еден од најсложерните, од најважните кои што го има оваа влада не само во изборната програма на СДСМ, туку и во владината програма. Благодарам. Добар ден за сите. Значи ова делница почнува од Неготино, се поврзува на лот 1, на другава делница што иде од Клечовце и завршува до Битола во вкупна должина од 92 километри. Тоа е дел од преносниот систем во државата и во рамките на ова делница имаме 3 мерно-регулациони станици. Првата е во Кавадарци, поточно во Фени, со вкупен капацитет од 15.000 метри кубни на час. Втората е во Прилеп со околу 24.000 метри кубни на час и последнава е тука до Битола со 28.000 метри кубни на час или купно на годишно ниво околу 250 милиони метри кубни што ќе бидат во располагање на општината, на индустријата, на домаќинствата и така натаму.
Јас со задоволство сакам да ве информирам дека на ова делница ова година имам исклучително добра реализација и сакам јавно да им се заблагодарам на премиерот за личниот ангажман посебно, на министерот, на соработката со градоначалниците, оти ги надминавме на овој начин поголемиот дел од пречките што ни беа на терен при решавање на експроприација, при измени во тек на градба, така што со задоволство сакам да ви информирам дека веќе завршивме околу 83 километра, стават уште околу 9 километри, веќе имаме заварено околу 67-68 километри во оваа делница и очекувам дека до крајот на оваа година ќе стигнеме реализација на вкупните градежни активности повеќе од 90%, можеби повеќе од 95%, така што напролет ќе останат многу мал дел од градежниве работи и очекувам дека навреме ќе завршиме ова целокупната делница, така што во периодот пролет, вториот и третиот квартал ќе следат тие испитувања, мислам и другите законски пропишани активности што треба да се направат и очекувам дека до крајот на оваа година, негде до третиот или четвртиот квартал од оваа година, ова делница ќе биде пуштена во употреба и ќе можеме да обслужиме целиот овој регион со газ, што секако граѓаните го чекаат со нетрпение.